Нема да биде по. Види дали се снима оваквото или... Добре, се снима. Денешно да наблюдавате на Zoom, за да не стигне до това видео. Да не ме искат. Ќе ти притиснав да се снима, така да ќе ти ја пратиме и снимка. Готово. Фала ти да забелишка. Да, тоа е крај. Можеме и порано да вршим, ако се завршиш и да. Главното е ние да представиме се, значи, како се уредува, тоа е кратко, значи нема да биде повеќе од половина час. И подосна сите вие барем да се обидеме по една минимум, барем една статија да напишеме. Тоа е идејата денес. Така е. Ја не гледам дека има. Нема никој, не треба да ти стигне известување. Ама нема кога што гледам. Па мислам дека никој не се пријави, ама случајно некој да не го види. На 15 се пријави, знам, на ова не се пријави. Да, никој не се пријави. Да. Ништо ти можам да сакаш ти или јас? Не, јас воведно обраќање кога се ти. Ајде, добро. Ајде да започнеме. Најпрво да ви се заблагодариме што дојдовте, што покажавте интерес да присуствувате на првата обука која што ја организираме во Македонија за уредување на Википедија на влашки јазик. Како што некои од вас веќе знаат, во изминатите неколку месеци започнавме со проект кој што има за цел да се зачуваат малцинските јазици во Македонија преку Википедија. И прво нешто кое што ни падна на памет е да работиме со заедницата на влашки јазик, бидејќи сепак влашкиот јазик, особено во пишан облик, не е доволно застапен и сметаме дека има потреба да се зачува, а Википедија бидејќи е слободна енциклопедија која што секој може да ја уредува и чии содржини не може да се бришат, сметаме дека представува погодно средство, погоден начин за да може тоа зачувување да се оствари. Во изминатите неколку месеци организиравме некаде во текот на летото, пуштивме анкета која што имаше за цел да се испита јавното мислење меѓу говорниците на влашки јазик, поврзани со самиот јазик и со Википедија како слободна енциклопедија. И можам да кажам дека резултатите кај најголемиот дел од испратениците се загрижувачки, односно постои навистина голема грижа од страна на говорниците дека влашкиот јазик и во говорен и во пишан облик е загрозен и реално има потреба да се организираат одредени иницијативи за неговото засилување. Така што во поглед на Википедија исто така утврдивме дека многу од испитаниците сметаат дека влашката култура не е доволно застапена на Википедија. Така што во организацијата на овие настани ние сметавме дека најпаметно ќе биде да издвоиме список на статии на влашки теми кои што не се доволно застапени на Википедија и да ви ги представиме денес на оваа обука за да може понатаму говорниците на влашки јазик да ги уредат. Инаку конкретно мал вовед, Википедија постои од 2001 година. Википедија на англиски јазик има најмногу околу 6,5 милиони статии, на македонски јазик има околу 130.000, додека на влашки јазик има само 1200 статии, што е премногу малку и што сметаме дека може значително да се подобри. И навистина веруваме дека преку оваа иницијатива, преку овие уредувачки облоки, кои што ќе ги организираме денес на 15 и 22 ноември, ќе се обучат говорници на влашки јазик за да може да преминат на Википедија на влашки јазик и да уредуваат статии.
Понатаму во текот на месец декември планираме да организираме и уредувачки надпревар, каде што ќе за најдобрите уредници, кои што ќе уредат најмногу квалитетни статии на Википедија на вашки јазик, имаме предвидено и одредени награди. Така што ви ни представува задоволство доколку кај вас се појави голем интерес, доколку ви се допадне целата идеја, бидејќи сепак Википедија е благородна идеја, на секаде ни светот помага кон не само зачувување на слободното знаење, туку ете и во оваа ситуација и зачувување на јазиците. Инаку тука со мене, јас сум Кирил Семановски, ова е Тони Тоа да Ликовски, кажам јас. Дејан Лазаревски и Јован Богдановски. Ние четворица ќе ви стоиме денес на располагање во врска со било какви прашања, не само со Википедија, туку и со било што друго, и во поглед на логистиката на самиот настан, во поглед на употребата на целата техника која што имаме, така што доколку имате било какви прашања, слободно може да ни се обратите на некој од нас. Сега ќе започнеме со основно предавање. Тони ќе ви објасни што представува Википедија, како се создава корисничка сметка, како се пристапува и како може да се започне со уредување. Мислам дека можеш директно на Википедија на влашки јазик. Да, само Да го објасниш. може да му напишеш на овој што се пријави. Ајде, ти напишемо дека така. Да, на сите и од мене, значи инаку јас сум Тони Ристовски, уредник на Википедија на македонски јазик од 2010 година. Веќе значи 12 години уредувам, администратор сум. Немам напишано над може би 10.000 или 12.000 статии на Википедија на македонски јазик. Ова е прв пат како организација ние да правиме некој настан надвор од македонски јазик. Оваа година ги одбравме влашки и инаку спроведуваме обуки оваа година и за ромски јазик, како прв пат јазици кои се во Македонија застапени како малцински јазици, но не се наставни јазици и за двата јазика нема пишани материјали. Многу од говорниците не знаат да пишуваат, што го утврдивме исто така со анкетите. И се надеваме дека нудејќи можноста за Википедија како форма за дигитално зачувување на јазикот, да не се чекаат пишани материјали кои ќе се печатат, па подоцна ќе се дистрибуираат низ населението. Вака мислам дека со Википедија, особено кај влашката заедница, која реално е на, да кажам, за разлика од ромската заедница, има поголем пристап до компјутерска писменост и дигитални вештини, мислам дека Википедија на влашки јазик може да се развие на солиден степен, да достигне барем ниво од некој си од ова ниво што е сега 1200 статии, кој е на многу ниско ниво, да има многу повеќе статии, например, не знам, 5000 или 10.000, кои се реално достигливи во рамки на неколку години. Јас сега Кирил рече на влашки, ама не, јас мислам дека ќе остана на македонски да ви објаснувам. Мислам зборам на Википедија на македонски јазик, бидејќи полесно се снаоѓам. Подоцна ќе преидеме нели нормално на влашки, Википедија на влашки, и од таму ќе пристапиме со објаснување. Се кратко, значи, како иде уредувањето, вака. Најпрво, значи, ова е главната страница на Википедија на македонски јазик. До неја се пристапува откако може да, нели, чисто на Google, МК, Википедија и првиот линк кој ќе го најдете, ќе ви се појави на Google. Одма може да пристапите до него. Јас ќе се обидам. Значи, кога ќе се, како што објасним, значи, за МК Википедија, на Google првиот момент што ќе се појави, тоа ќе го најдеме, додека за Википедија на влашки јазик, па кодот е ROA-RUP и на овој начин првиот линк после ROA-RUP
Википедија, доаѓате до не, ќе ги кога ние после јас кога ќе завршам со уредувањето, ќе ова мислам со предавањето, ќе ви ги ќе отвориме заедно, не е проблем. Да, тоа е као кратенка за влашки јазик, признаена кратенка као што е МК за македонски јазик. Да. Мислам дека никој од вас нема корисничка сметка, така никогаш не сте уредувале на Википедија, немате во тој поглед имаме, значи, нешто што првен треба да го направиме е доколку ги имате отворено сите од главната страница или да. Во тој момент, значи, најдобро е да сите сега да пристапиме кон отварање на сметка и ќе отидеме во горниот десен нагол, направи сметка. Но? Да, на македонски, бидејќи после тоа една сметка важи за сите Википедии и нема да, на МК Википедија подоцна немате потреба да ресоздавате значи на влашки или на било кој друг јазичен проект на Википедија. Да. Горе десно, значи. Горе десно има, горе десно направи да. Може би си на англиската Википедија. Не, тоа сакав сега да објаснам дека корисничкото име може да ви биде на кирилица, на латиница, бројки, букви, име, презиме, карактер, што сакате, на пример. Да. Тоа е буквално на вас останува и доволно е само лозинка, дури не се ни бара имейл, туку е препорачливо доколку ја изгубите лозинката, па ви треба повторно да. Да. Потребно само да се користи. Може, но само администратор може, само бюрократ може да сме. Така што не се препорачува да го минувате, меѓутоа може. Може било што, да. Име, немате. Може да го ставите имате и земат ТК за себе. Тој си букви. Името? Името не. Името малку е постапка. Може, меѓутоа треба да се побара бюрократот. Да. Така што кој го ставите на очите? Најдобро да размислите за тоа. Па не, тоа се функции на самата Википедија, како што објаснив, значи вие сега моментално сте на пример кој ќе станете уредник, корисник, па подоцна уредник кој ќе направите неколку уредувања на самата Википедија. Како што во секојно објаснувањето јас во прво јас помнам дека јас сум и администратор, тоа значи дека администратор промени кои вие ќе ги направите, вие промените што ќе ги направите, чека одобрување на некој администратор. А над администраторите се бюрократи кои имаат глобални функции, како што каже и Кирил, промена на пример на имиња, што ми е уклучено во административни постапки не ве интересира во моментот. Само тоа е како анкета, не е задолжително.
Ако нема звездичка, не е задолжително. Да вршивме сите или Сега ќе ви покажам како е, например, да се главното нешто што ќе го правиме денеска и вие, значи, кога ќе уредувате статија, е да пристапиме најпрво да видиме дали одредена статија која ние и сме ја замислиле, дори да доаѓаме на Википедија и сакаме да уредиме некоја статија, да провериме дали таа статија постои. Јас сега, како што кажав на почетокот, ќе ви објаснам примерот преку Википедија на македонски јазик, подоцна сите ќе преидеме, значи ќе отвориме Википедија на ваш. Еве да видиме македонски власти, например, статија дали постои. Бараме, ни се покажува во преварувачот дека постои таа статија. Ќе отвориме таа статија и ќе видиме дека има одредена, нели, внесен текст, кажано е што представуваат властите во Македонија, колкав е нивниот процент, има кутија, значи тоа што реков дека би го правеле во некоја наредна обука, не денеска, ова е на тоа што мислев, значи како инфо кутија од десната страна на статиите што постојат, бидејќи тие се како некои шаблони кои се употребуваат со параметри кои се внесуваат за да дојдеме до изгледот на овој начин. Не дека е толку напредно, туку е малку посложено да го внесете на прва статија. Во горниот дел, под делот за јазици, инаку моментот на изгледот на Википедија се смени само пред една недела, така да имате буквално тазе верзија на изглед на како изгледа главната страница и општо целата Википедија. На некои јазични изданија може уште да го имате стариот изглед на Википедија, така да може да не се чудите, инаку ова е општо глобалниот изглед на Википедија како ќе биде, но некои Википедии уште имаат одобрување да го користат стариот изглед. И морам да нагласам бидејќи на пример на англиската Википедија особено се користи уште стариот изглед на Википедија, така да ќе изгледа малку по-различно од ова што го гледате моментално. Најважното што треба да го знаете е дека, значи, овој моментот е дека имаме моментално сме на читај и ние ја гледаме статијата како изгледа. Но имаме две купчиња уреди и уреди извод. Што е разликата? На уреди е визуелниот корисник, визуелниот уредник. Визуелниот уредник е направен за вас први уредници кои би ги направиле првите чекори на овој начин. А тоа е направено на тој начин што може да се уредува директно во текстот, да нема потреба да се внесува, например, некои посебни кодови. Туку, например, ако забележам некоја, не знам, граматичка грешка, например, место и др, сакам да напишам и други, можам да го направам веднаш. Немам потреба да внесувам нешто посебно. А што е разликата со уреди и извод? Уреди и извод не, ќе се зачува на крај. Уреди извод е на многу различен начин. На уреди извод, малку вие, сам дека пака подобро, да гледате. Пример, на уреди извод е буквално како некој програмски јазик. Имаме во позадина код кој го генерира табелата. Табелата како изгледа, што ја гледавме од десната страна,
што можевме да ја забележиме со табелата и сликите, ја имаме како првиот дел е тоа, табелата. И дури подоцна почнува текстот. А, например, текстот што јас го уредив е кај други, е дури тука. И, например, овој делот што почнува со реф, е всушност фуснот, што го додаваме, ја додаваме фуснотите, например, во Word, и ќе ја напишеме како, нели, како текст, а ни се јавува во хедер, односно во футер најдоле во возот. Овдека на Википедија е направено исто, се јавува најдолу на статијата, која ќе се вратиме на самата статија да ја читаме. Ќе го покажам тој момент. Еве го текстот, еве фуснотата што ја гледавме, значи е означена со единица. Ние го гледаме кога ќе отвориме на уреди извод, го гледаме како цел код, а всушност е се прикажани најдоле како наводи. Најдолу на статијата ги имаме наводите и ги групира едно по друго. Отпрвен може да ви изгледа на уреди извор, сигурно ќе ви изгледа тешко, бидејќи ќе се сретнете за прв пат. И затоа и го кажав моментот дека додавањето на табели, особено на овој начин, е многу потешко и бара повеќе време и знаење од смисла да ви влезе во глава дека изгледа вака, а што добиваме на крајот. Но нема да се задржиме сега толку, начинот дали ќе биде визуелен уредник на внес на уредувањето или овој, зависи од вас. Ние нема да ви кажеме го преферираме ово или оној, така да можеме да ги правиме статиите на било кој начин на вас кој ви одговара. Јас сега само ќе ви објаснам што значи да се уреди нова статија, а ќе се обидеме да напочнеме нова статија од некоја целосно нова статија што ја нема. Но овдека не можам да најдам. Кажете ми, например, некоја статија, да позна фаса немаме или немаме статија да испробаме да најдеме. Личност ми треба. Не, за тоа. Може да споменеш китото, да го направиш, таму има некој што има на англиски и нема на македонски. Можеш имаш за него барам некој име да ми кажеш со одмама? Како? Вака би било? Така? Б. Бацарија. Добро. Добро. Да. Да. И еве сега, например, ние добиваме дека на Википедија нема ваква страница и ние можеме да кликнеме на црвената врска и тоа е уствари главната работа што на Википедија ќе сретнете. Имате црвени и сини врски. Сини врски се дека постои статијата, веќе на Википедија црвена дека не постои. Како ти беше името, може да... Так. Можеш, например, дури да ја создадеме статијата, додека сме тука, затоа што... Например, ова е сега... Да. Да, јас ќе ви покажам прво чисто за како краток една реченица, да ги искористиме алатките горе да ви ги објаснам, а подосна ќе ви ја покажам и преводот што спомна Кирил, баш со оваа статија што може да искористиме, зашто може да се искористи алатката за превод. Нели нормално се кога ќе го внесеме името и презимето,
сакаме да видиме да ги употребиме нели за дебелени букви, тоа ќе го направиме нели со селектирање и бираме од кога ги селектираме буквите, само кликаме на за дебелени букви и со тоа добиваме за дебелен текст. Нели ќе се продолжи со уредување на статијата. Кога сакаме да, например, каде е роден, например, човекот? Крушево. Ако пишеме, например, роден Крушево, сега Крушево, сакаме да ја побрзаме со веќе постоечка статија која постои на Википедија. Ќе кликнеме на буквално на ова чингелчо, што ќе ни даде наслов на страницата, бидејќи веќе го имавме внесено селектирано Крушево, ни го чита и еве го гледаме, нас ни треба оваа статија, вметни врска и со тоа ние добиваме кодот, двете загради од лево и од десно, на тој начин се формира врската до постоечката статија. За ова да го видиме што до сега сме направиле, во секој момент може да отидеме најдолу и да одбереме преглед и ја гледаме моментот е ова. Например, ние ги имаме за дебелените букви, што го направивме со користејќи ја нели најосновно Word, и го имаме Крушево, која ќе кликнеме, имаме врска до самата Википедија, што го направивме со синџирчето. До останатите функции се додавање на слика, фуснота, што е четвртиот или петиот по поред символ, а останатите се, значи, за форматирање кои моментално не ви требаат во овој момент од обуката. Додавањето на навод е со кој ќе кликнете и во тој момент би се внела, например, книга, не знам, познати се во Македонија, например, и сега се пишува целата, нели, име и презиме, име на книгата, како што се внесува било која фуснота кога сме пишувале некој дипломски труд или било што. Не некоја, да. За посебните знаци што ги спомнавме, што на вас ќе ви требаат, мислам дека во првиот момент еве би ја нашле тука. Ова е буквата, мислам дека, ако не се лажам, Драган, што на вас би ви требало, така да само неве на посебни знаци и одма ќе се додава. Не користите вашата подршка, Па да, кажа дека е само за една. Да. Не, само во посебни знаци. Во посебни знаци и тука ги има сите символи, дури например да ви треба некаков символ што би сакале да го додадете во статијата. Ова е буквално како на Word insert символ и ги имате сите работи. Википедија е зборникот е како имате наводки и само се бира. Да, еве сега да преминеме на визуелниот, да видите разликата. Разликата е, што мислам дека на вас многу подобро ќе ви биде, е дека во моментот додека пишувам, еве например ова да го избришам целиот текст, и сега сакам да одберам, еве, дури пишува за дебелени букви. Тоа го пишувам. Ставам. Момент, сега веќе ќе ги прекинам. Роден во, и сега сакам да го ставам Крушево, ќе одберам на синџирот, ја барам статијата, и се појавува и автоматски е веќе внесена. Значи јас само треба да кликнам било каде во екранот и Крушево е веќе си постои како врска. Додека за наводи и уште подобро, доколку имате навод, значи извод од каде ги црпиме овие податоци, например да се работи за некоја страница, портал, медиум,
што постои во електронска форма, во тој случај можеме само да го ископираме URL-то на страницата, било што да биде, и он автоматски ќе создаде навод. Ние нема да треба да го пишеме ни името на весникот, на порталот од каде сме го преземале, датумот, насловот на текстот кој го преземаме, ќе генерира самиот навод. Така да, ако создаваме нова статија и имаме извор, например, на македонски, на влашки, на англиски, било како да е достапен изворот, го додаваме на овој начин и автоматски се создава наводот на страницата. Нема потреба, се упростува многу повеќе. Овие се, значи, двата начини, созда извор, што рековме, малце посложено, бидејќи го користите стариот прегледник, треба да имате, не ги гледате промените веднаш, не знам дали тоа го приметивте, не ги гледате, треба на секој да идете на преглед, додека на овој начин имате како пишувате, вие ги гледате промените што правите, така да мислам дека за нови корисници е многу подобро. Сега би како? Да, точно. Така е, не го спомнав тоа, да, на омегата, точно, да. Сега да ви покажам уште како е да се преведе статија. Да. Само, Кирил, дали јас, пошто имам една тежок пасворд и тука дека користам друг компјутер, не можам да се најавам. Дај најави се ако можеш. Да пристапам кај тебе многу поле. Како да го активираат преводачот? Па да, ама морам да бидам најавен. Не можам да не бидам најавен. Добро. Се случи. Тука. Добро. Да. Ева, да, значи, кога веќе сме најавени, ние, веројатно и вие веќе ги гледате горе, значи, вашето име, како што е сега Кирил. Во делот што е кај корисникот, последната икона, има дел на годување или како и да е, ако користите англиски или на која Википедија да сте, би било поинаку, но вториот линк. Не, се извинувам. Не е во бета е, да, се извинувам, да, во бета е во третот. Значи во бета можности. Тука имате некои алати кои што може да ги Да. активирате, за да биде полесно редувањето. Една од нив е преведувач. Тоа е машински превод. Мислам дека е идеален, но тоа не е толку лош. Подобро го. Кирил го направиле по автоматизм. Ајде, може да пробате дали го имате како преводи делот. Го имате? Имате го превод. Така го направиле по автоматизам. Порано требаше, да, го направиле по автоматизам. Да, идете. Да. Ако го сакате да преведете статија од руски јазик, одите на превод и машински ви ја преведе. И понатаму вие само го лекторирате текстот, дали е добар или не. Тоа ќе ви застане доста време. Дури тие врски, референции и други работи, автоматски ви се издадени. Вие треба само текстот да го поведете. Да. Доколку го постои веќе таква статија на друго јазично издание, така ви не ве. Да. Од англиски на македонски многу добро преведува. Значи, исклучително добро. Користи не е само Google Translate, туку и рускиот преводувач Яндекс. Само Яндекс. Само Яндекс? Да. Да, само Яндекс. Значи, идеме, статија што ја спомена за Дедомо,
ако отидеме да го пребараме и сега од тука на овој агол ние забележуваме јазик и ние гледаме дека ни е страница за англиски, вака, нов превод, да. И сега бараме страница која постои, значи. Овдека е по стандардно е ставено англиски. Значи да бараме на англиската Википедија. И сега ако го бараме, например, нели што спомнав. Добро. Така. Јасно. Вака е, така? Ова е? Добро. Сакам да кажам, на овој начин, бидејќи на десниот агол го имаме јазикот на кој пребарувам, ние можеме да одбереме и друг јазик. Да биде, не знам, да пребаруваме статија на влашки, статија на српски, на било кој друг јазик на кој сметаме дека треба да биде. Откако ќе најдеме и ни кажува дека недостасува на македонски, гледаме дека јазикот од англиски ќе ни преведува на македонски, само одбираме почни со преведување. Насловот никогаш не го преведува, значи ние треба, да, името. Ние треба тоа да го направиме самите. И сега, мислам дека на македонски средното име никогаш не се преведува, мислам не се запишува, така да мислам дека е доволно на овој начин да биде. Инфокутијата, ако кликнам, ќе преведа, но ќе има грешки. Еве, може да видите, например, и забележуваме дека не ги преведува во целост. И тоа е моја мана на овој систем, но, например, ако кликнам тука, ќе го преведе целиот пасос. И еве, сега он, мислам, ова не е превод што може да се објави, но е многу добар. Барем ни помага у смисла дека не мора да го пишуваме целиот текст. И сега еве, например, моментот да е ова, например, романиен, си го преведува како романски. Да, дека веројатно јас сум ја земал статијата како па тоа е веројатно направено за по автоматизам за да не се поклопат уредувањата едно со друго. Може, например, првите без да знаат да уредуваат една статија. Да се заштеди трудот на тој што внесува, реално. Да не изгуби време некој друг. Да. Например, ако сакаме романски конкретно, например, да не биде романски, туку да биде влашки, ние мораме директно во овој момент а врската ќе си остане како власи. Ја гледаме врска власи, а ние го сменивме до романски во влашки. Додека остатокот, например, ова Romanian pronunciation, например, не ни треба, така да ние ќе го избришеме во целост. Додека остатоков, тоа треба да видиме, но еве нека стои моментално. Другото, како учител инспектор за, и сега гледаме, например, романско, ќе преминеме, ние ќе го употребиме терминот влашко. Во османлинските тој ја воспоставува својата репутација пред. Гледаме дека остатокот на текстот и не е толку лош во преводот, да речем. Сега јас ова грубо го гледам, но преводот како алатка многу добра за почетници. Да. Ова е за, да, ама има преведувач што работи на влашки. Да. Да, преведува. Сега ќе видиме како не сме го тестирале, ќе видиме како работи, но ова се трите начини кои ви стојат на располагање. Стариот уредник,
новиот уредник кој е далеку подобар, бидејќи ги гледаме промените веднаш и алатката за превод. Јас не би ве давел уште многу, мислам дека најдобро е Кирил да им ја од нели они се потпиша на мејл да им ја пратиме списокот на статии и да си одбираат од списокот на статии да си уредуваат.